Добро вечер, почитувани гледачи на Ирис телевизија. Порано морав да кажам, мои драги сограѓани, ама сега продолжувам со мои сограѓани, зашто ние сите сме сограѓани. И од овој регион, и од Македонија. Не според она граѓанското право, или статутот на граѓанин, туку сме толку мал народ, што треба да сме сограѓани, за да си ги решаваме проблемите кои ни се заеднички и убавините кои ни се повторно заеднички наследени. На средината од јули сме, помина Петровден и Павловден, ама летото некако не си ги покажува забите со температурата. А онаа другата политичката ние сме навикнати. Овде на Левантот секогаш има повисока политичка температура и за значени и за некои помалку значени теми. Навикнати сме така да живееме. Оно што како граѓан на Република Македонија и како конзумент на вестите во Македонија ми смета, тоа е употребата на термините. Филип Клајн вели вака: зборовите не треба да се употребуваат најчесто надвор од нивната содржина. И така слушаме со години веќе експерти, познавачи на работите и еден термин кој барем мене почнува да ми смета, се вика идентитет. Толку го растргнавме што сега во него може да ставиме што сакаме. Се е идентитет. И еден збор континуитет. И еден и други имаат латинска основа. Не сум лингвистичар, предавам кај нас, меѓутоа тежината на овој вториот поим е континуитет е наистина голема. Замислете во една организација која во 2013 година прави или продолжува со програмски цели, со програмски определби, со лични, тоа со персонални решенија, а позади себе го има Горкич, Парович, Филип Филипович, Тито, Колишевски, да не ги набројам до денес, или во 80-тите години наавамо Јаков Вазалевски, Пачевски, Даневски, па 90-тите години, знаете како беше Ѓошев, Гошев, Пенковски, Бучковски, Шекеринска и се до денес. Сето заедно да биде континуитет, а да има друго лице и други. Задачата, признавам, навистина е тешка. Затоа што не е лесно сето тоа да се стави во контекст, повторно да употреба еден популарен збор и тоа да даде резултати. Но има такви кои се нафаќаат на таква работа и мисла дека тоа можат да го направат. Мој ваш гостин е Зоран Заев, градоначалник на Струмица по волјата на граѓаните на Струмица и председател на Социјалдемократскиот сојуз по волјата на членовите. Добро дојдете во моја емисија. Добро ве најдов, добро вечер на сите. Не само Штипјани сега, целиот овој источен регион на нашата убава Македонија. Благодарам на поканата. Господин Заев, намерно го почнав тоа со употребата на големите зборови. Велат, сиромашен човек употреба големи цифри за големи пари, а малите народи за големи теми. Тешко ли да се направи континуитет? Ево, ја го започнав тамо некаде од 19-та година кога е направена партијата, па до нейната измена тамо 90-те години и до денес. За да се задржи континуитетот, ама и да изгледа ново. Ево вака, голем дел од личностите ги кажавте во времето кога не сум бил роден јас. Така. Човек, но во секој случај социјалдемократската идеја, како секоја друга идеја, мора да генерира, мора да биде носечки столб на ова денешно живење и многу по многу работи да се разликува од она што представува во груба смисла на зборот, само по себе кажано континуитет. Луѓето очекуваат модернистички пристап, начини на решавање на современите проблеми на ова општество, не само македонското, европското, светското. Нови трендови се јавуваат и очекуваат политичари кои ќе бидат предвесници на новините, кои што се помалку ги врзуваат во форма на континуитет на нешто, отколку повеќе на очекување и надеж кон некои авангардни чекори кои што ќе донесат едно посветло утре за сите нас, сегашните генерации, да кажем. Тоа значи дека нема доволно храбри политичари па бараат континуитет. Мојот став е дека нема доволно храбри политичари, како што нема доволно храбри бизнисмени, како што нема доволно храбри интелектуалци генерално во општеството, а мора да ги има. Некако ни е утапена острицата во општеството, како да сме дигнати раце од се, генерално разочарани. Ме прави гневен тоа што гледам
пред се и над се тажни лица, ги нема тие насмевките кои што ги знам јас, барем кога растев. И зборовите како надпрeva на конкуренција, која таа известна иднина која што не очекува. Секој полемирајќи, водејќи полемики во духот на она што значи негова перцепција. Така да се трудам да пуштаме една порака на охрабрување. Ние мора да гледаме напред. Мора да презимаме храбри чекори. Ме учеше еден мој покоен чичко, кој што беше директор на фирмите кога прв пат се вработив тоа на татко ми брат, вика носењето одлуки, па макар и грешка, е подобро отколку не носењето одлуки. Тоа сите економисти го велат. Така е, мора да се носат одлуки. Мора да се носат храбри чекори ако сакаме да си трасираме по убава иднина за сите. Начело сте на најголемата опозициона партија, ќе разговараме за тоа што мислите да донесете, а јас имам за почеток едно друго прашање. Мене политичкиот живот во Македонија ми изгледа како спортски надпревар помеѓу Звезда и Партизан, помеѓу еве денес е модерно во Шпанија, нели Барселона и ЛДК, е важно кој ќе победи. А не е многу важно што тој ќе направи. Така е. Како ќе ја носи? Зошто е таква состојбата? Целосно се согласувам заради тоа што постојат според мене многу причини за таа работа. Овој пусти наш живот го сваќаме многу на несоодветен начин. Се е миливо и миливо во општеството. Јас тргнувам секој пат еден кол го урниса Берлинскиот зид и загина политички во еден период кога Германија трасираше навистина во вистински правец. Многу политичари ги изгубиле своите позиции токму поради храбрите чекори кои што ги носеле за својата земја. Јас верувам во политичари кои што однапред кажуваат дека да, се нудам пред своите граѓани, барам мандат и однапред најавам дека ќе видам еден мандат. Зошто? Заради тоа што знам дека ќе носам храбри одлуки, кои што носат паметник во историјата, но кратки мандати. Тоа ли е разликата помеѓу државник и политичар, според вашите перцепции? Па државник е тој за кој што ќе направи добар исчекор за својата земја, па и по цена политички да загине. Нели велиме, нашите предци гинеа на бојното поле, животите ги оставаа за оваа наша Македонија. Сега овие наши генерации не се подготвени политички да загинат за исчекор за државата. Како бе тоа така? Значи мораме да правиме храбри чекори, силни. Обстојувам порасна во оваа земја под превезот на реформите. И кои реформи денеска ги имаме? Што тоа денеска мојот народ е посреќен од тоа бившото социјалистичко општество во кое што бев јас многу млад. Тогаш сум бил 16 години кога заврши тој систем. Но знам од татко ми, од она што до тогаш моите чувства го перципирале како 16 годишњак, било дека имаше среќа кај луѓето, имаше спокој, имаше, како да кажам, убава надеж, имаше годишни одмори кај сите, рамноправност, немаше ваква силна поделеност, која сега ја чувствувам на секој, не само политичка поделеност, по секој основ. Гледам браќа не се сакат, гледам маж и жена политички различно определени, гледам работи кои што навистина не се соодветни. Токму тоа се можеби и причините, некој пат ми велат циклуси има општеството. Како што велат на 50 години ќе се појави по некоја војна. Мора да се појавуваат тие циклуси. И сега повеќе од било кога се потребни такви циклуси, без разлика, не зборувам тоа дека ВМРО треба да замине СДС да дојде. Треба да има друг вид на надпревар. Не тоа кој тоа повеќе е патриот во ова наше општество или кој тоа на зборови повеќе ја сака нашата земја. Значи се подизморивме, 22 години сме демократија. Луѓето се веќе упатени во се и се што нема веќе добри говори, убави митинзи, собери гласови. Конкретни работи треба се земат. И конкретни чекори, и тоа крупни чекори. Ако кажеме што тоа реформи се случиле во нашата Македонија во 22 години самостојност, ја само една можам да кажам. Децентрализацијата како реформа. Крупен процес кој што остави своји траги. Мислите дека нема нешто друго. Транзицијата не е реформа. Самата, велам, од транзицијата навам, од транзицијата е почетокот на 91-те самостојност, кога нашиот народ на референдум одлучи дека ќе бидеме капиталистичко, демократско општество, многу поразлично од социјалистичкото општество во кое што живеевме, и од тогаш ги носи сите нишки на една ваква трансформација и реформа која што ни се случуваше пред се во првите 5-16 години од нашето постоење. Господин Заев, вака кога разговараме и пред телевизија и секојдневно, изгледа ми, барем мене ми изгледа како менталитетот на нашиот народ да не е приспособен за либерален капитализам, за надпревар, дека ние сепак имаме некој, да не кажем, византиски начин на живење и конкуренцијата не ја сваќаме на начин како што ја сваќа Европа.
таков политички систем, можно ли е да доведе, заклучуваме и вие ние, до депресија и на граѓаните, како нешто што не може да го живеат? Да треба да трчаат на 200 метра, а тие се навикнати на 1000. Депресијата реално е присутна и во Европа. Кај нас е поизразена таа депресија. И реално не зборувам само за Македонија, за авангардни, крупни исчекори, храбри одлуки и слично. Зборувам генерално дури во Европа, па и би рекол во светот. И оваа криза ги умртви конкретните силни реакции кои што треба лидерите во општеството да ги носат. Како примера, после тоа и народната маса да ги следи. Оти знаете како? Ако генерирате општество во кое што лидерот е со охрабрувачки пораки, со чекори кои што значат храбра иднина, и семејството дома кое ги носи макар буџетските одлуки е храбар во исчекорот. И тоа генерално го создава двигателот во општеството. Кај нас тоа е повеќе од просечно утапено, така да кажам, умртвено. Така да, кај младите не гледам енергија за работа. Не гледам дури и таму кај што има работни места, одат и како да не работат со жар, со сила. Знам дека мојот родител, кој што се вработил во ЗИК Струмица како магазионер, тоа може вределе повеќе парите тогаш. Не знам што е причината, реално. Но си ја почитувал работата, оти ќе земе плата на први и ќе придонес во своето семејство. Сега е поинаку, сега е полесно од пензијата на баба и дедо, дури не од платата на родителите, од пензијата на баба и дедо, ама ќе спијам до 1 часот, при тоа ќе посетам кафичите и ќе си дојдам наутро во 3 или слично. Значи, мораме генерално сите да ја промениме матрицата наша на однесување. Оти и оваа генерација има своја одговорност. Сега не голема. Така е. И таа наша одговорност ќе дојде на мегдан која ќе треба да ја објасниме. Што во овие моменти, дали се тоа на економска и финансиска глобална криза, ние сме презели како храбри чекори. Дали тоа нашите политичари во тој период биле доволно храбри да ја водат нашата нација. Дали нашиот народ генерално знаел да се приспособи на она што значи моментум на живење и од тука да ги тргне чекорите, но во секој случај се уште не правиме ништо. Не правиме ништо и сме троми. Така да во тој правец мора да има исчекори. Господин Заев, станавте председател на Социјалдемократскиот сојуз, имавте 2 конгреса, едните измената на статутот и онака како што ви пропишуваат основните документи. Што е тоа што според вашата лидерска перцепција мислите да го задржите како континуитет во партијата? Како континуитет во партијата, барем оние малку социјалдемократски мерки кои што провеува кај нас, и повеќе беа десничарски мерки во минатото, барем тие да ги задржам како еден континуитет. Другото се мора да биде авангардно. Кај нас не само тоа. Имаме десна партија која што применува толку многу левичарски мерки кои што нашите мора да бидат до толку изразени за да бидат препознаени кај граѓаните. И сега тоа па треба да го правиме во форма на понуда како опозиција, оти немаме мегдан да го примениме. И тоа не е лесна задача. Но овде исто така се носат секојдневно кај нас веќе крупни одлуки. Ние сме во во процедура на составување на нашата политичка платформа, каде што сака конкретно да провејуваат недвосмислени одлуки кои што во одредени моменти ќе предизвикат силна дискусија во нашето општество која што ќе ги појавиме. Но ако дале своји резултати во Шведска и во Германија, а се применливи кај нас, јас знам дека мора да ги имаме. Тоа носи жртви во секој случај, но носат иднина на нашето општество. Така да тие мерки на кои што работиме се нешто кое што треба Социјалдемократскиот сојуз да го препознаат како нов пакет на понуда пред граѓаните. Само така очекувам да го привлечам вниманието. Ти не е доволно ве Црвенковски замина. Заев е сега председател, па не само тоа, има ново раководство, па тоа е комплетно ново. Не е доволно. Луѓето сакаат да видат конкретни решенија кои што не велам само ќе препознаат дека таа работа е применлива и ќе даде резултат. Мора да биде доволно толку силна и мотивирачка за да и тие својот механизам на движење во семејството ги втурне, ги охрабри, го помрднат на еден начин. Така да многу ми е значајно тоа што сега почнавме веќе да го создаваме паралелно со општинските организации кои што мораме да ги завршиме како наша понуда, како наша платформа на која што ќе ја темелиме идната изборна програма на партијата. Ќе направите платформа, политичка платформа со сите сегменти, па потоа изборна програма. Континуитетот го има и овде. Тргнуваме од решенијата за Македонија. Овде може да ќе ви социјалната пензија,
целосно нов концепт на буџетско управување, каде што парите се враќаат назад кон граѓаните, социјалните мерки, редистрибуцијата на националното богатство и доход. Во моментот, после 22 години, капитал структурата дојде да биде конечна во пристапот на она што значи национално богатство, кој што го има оваа наша земја. Дали се тоа топлите води, дали се минералните суровини, дали е земјоделското земјиште, дали е градежното земјиште, дали се буџетските тендери или слично. И сега се повеќе изразите. За структурата зборувате за домашните инвеститори. За домашните, за нешто што се расправаме 20 години, на кому треба да му се даде доверба? Да се бара надворешни инвестиции, а да се запослуваат внатрешни. Значи, ефектот од инвестициите, домашни или странски, е многу различен. Странски инвестиции треба во оваа земја, но тие нема таква вредност колку што ја имаат домашните инвеститори. Тие се со убава додадена вредност. Зошто? Заради тоа што кога се домашните инвеститори овде присутни, и профитот се реинвестира и останува овде. Странските инвеститори го знаат да го извлечат надвор. Низ 90-тите не беше така. По различни основи. По различни покажувања низ 90-тите доста добар број на капитал се одлева од Македонија. Скоро и од сите држави од поранешна Југославија. И денеска имаме одлевање на домашен капитал, не само на странски кој што се повлекол, и на домашен имаме одлевање, колку повеќе не бидеме како да кажем, податливи за домашните инвеститори, ти капиталот бара излез некаде ќе биде инвестиран, ако не биде дома инвестиран. Проблемот е што мора да се насочиме на домашните ресурси. Ние веќе немаме домашни инвестиции, не па странски да имаме, се обесхрабрија домашните инвеститори да инвестират денеска од инвестицијата, што значи? Ретко е некој да има слободни пари дома. Значи, својата куќа на крајот на денот да ја ставиш под хипотека, верувајќи во таа и таа дејност, фабрика, производствен погон, дека ќе ти носи профит, а при тоа ќе дава плати, ќе плаќа даноци. Така да подобро се анемични инвеститорите домашни, седат на страна, чекат некој во иднина попогоден момент, кој што не го гледаме, не се наговестува и така остануваат мирни. До сега имавме услов за да се изедначат инвеститорите и да инвестицијата биде не само исплатлива, општествено корисна, е постојање на еднаква рамка, е правна рамка. Ние имаме досега една позиција во која што место институциите владеат поединци. Тие што се начело по некој не знам кој модел на лидерство. Вие како социјалдемократи по вокација би требало да се занимавате со тоа да правната држава и правната сигурност институциите бидат на највисоко ниво. Кому ќе му дадете предност? На институциите или на поединци кои ќе бидат од ваша партија? Не само институциите. Не е доволна само правната сигурност. Кај е социјалната правда? Кај е фер шансата за живот? Кај е правичноста генерално на општеството? Тоа е насушна потреба за се друго. Мора да имате фер шанса за секој. Ако сакате, ние за тоа немаме национално единство, ние немаме правичност во општеството и нема демократичност во општеството. Тоа се неопходни предуслови за да градаме национално единство. И некој пат се запрашуваме, па чуму бе кој на Грција ова ни го прави? Бугарија знае да даде подршка на Грција. Србија не ни признава црквата. Не знам, албанците дека се цепат, де нема се цепат по разни основи, секој пат провејува тоа. Ние наместо да бидеме поединствени, посплотени, ние сме се повеќе разединети. Ние немаме демократско општество во кое што обстојуваме, нема дебати, нема надпреварни идеи, нема конкурентност помеѓу политичарите, од кои што друго е вие кој ќе ми поставите прашањето. Друго е Груевски да го постави прашањето кон Заев и Заев да му го постави прашањето на Груевски. Тогаш ќе излезат на површина вистинските длабочини на душите кои што ние ги носиме како на показ лидери кои што сакаме да го водиме овој народ, така? И во тој дух апсолутно мора да создадеме генерално институции на системот од секој аспект, не само државната администрација, судството. Значи, немаме фер судство, нема правда за секој. Тоа го знаеме и тоа е апсолутно јасно. Доказ последен, поништувањето во центар, поништувањето во Струмица. Еве, граѓаните, нека оцена дали тоа фер судски пресуди се донесе од страна на управните судови. Дали ние не се плашиме денеска да зборуваме по телефон. Дали не се плашиме дека кога ќе дојдам на суд, барајќи правда, верувајќи дека сум правичен, дека може и да не ја добијам, оти некој ќе заврати некој телефон. Тоа не смее да се случува. Не само тоа што велите мали сме како нација, роднина сме сите, ако подетално ги разработиме нашите корења, толку сме малку, посебно во ова време кога ни се одлеваат младите. Уште помалку сме останати од тоа што бевме. И тоа мора да не загрижува
покажува сите политики на страна, дома да ги оставиме. Нека ги има тоа на надпревар на економски проекти. Мора да се заинтересираме каде ни оди народот наш. Ако сме милиони 600-700 македонци во земјава, по Светска банка 400.000 вика излегле надвор. Јас велам 270.000 нека се македонци. Млади луѓе се тоа. Колку станува? Тоа е голема загуба за било која држава, посебно за наш. Меѓутоа, господин Заев, политичкиот систем и општествениот живот, економскиот живот го прават луѓе, сами рековте дека ни требаат храбри лидери и луѓе кои ќе донесуваат, предложуваат решенија, па макар и за дебати. Се од кај ќе ги црпите вие вашиот кадрски потенцијал, зашто го почнавме така го водиме разговорот и на континуитет и на дисконтинуитет. Ќе има ли сега овде дисконтинуитет, зашто се покажа дека до сега не си Социјалдемократскиот сојуз не изнедри толку луѓе со таков капацитет. Стартував со еден проект волонтирај во СДСМ, кај што сакам да привлечам многу млади луѓе. Младите луѓе знаат да бидат носители на енергичноста, на храброста во одлуките, на авангардност внатре. Но знаат да прават многу грешки исто така. И сега кога настапив со новиот лидершип на СДСМ, нема само млади луѓе, има добри професори, искусни луѓе внатре, но носителскиот столб се младите. Јас знам дека силата на промените доаѓа од младите луѓе или генерално од новите луѓе, кои што прв пат добијат шанса. Тие се прво и потрезвени од ние кои што сме внатре во бубањот. Некој пат не сме реалистични во согледувањето на состојбите. Затоа имам ангажирано доста луѓе од надвор кои што не се членови на СДСМ, да не отрезнат нас прво внатре во лидершипот, а ова волонтирај во СДСМ реално очекувам да ми донесе охрабрувачки авангардни предлози кои што треба да ги следим. Јас ги знам, но до крајот не сум убеден дека тоа ќе ги донесат сите конкретни политики кои што сакам во оваа наша земја да се случат. Голем дел од нив ги гледам дека не носат политички поени, губат гласови. Но мора да се случат во државата. Буџетот наш мора да биде целосно редефиниран. Во мали земји како Македонија, буџетот може да биде силен двигател на економскиот развој и раст на државата. И тоа ќе носи своји штетни последици. По социјалниот дел. Така е. Но, истовремено, за време на криза, ако не буџетот како механизам, кој тоа ќе го одигре редистрибутивниот фактор во општеството, кога велиме Социјалдемократскиот сојуз нуди фер даноци. Мора да има фер даноци. Како да ви кажем, сакам да данокот на преку 80% од масата наша биде 9%, не 10, 9% да биде. Ама тој што зима плата од 2000, 3000, 5000 евра, да плати малку повеќе. Или капиталистот, кој што има капитал, кој што трендот во последните 10 години значи зголемување, тргнувам од Заев, јас доаѓам од капитал сектор, мора да биде повеќе оданочен. Зошто? За да има по-силна шанса оној што е пониско во социјалниот слој, да има свој напредок. Државата мора да ја одигре таа фер распределба или редистрибуција внатре. Нема кој друг да ја одигре. И нема некој од надвор да дојде тоа да ни го заврши. Тоа е социјалдемократијата и улогата која што мора да ја има. Секој пат да тежне кон се повеќе среден слој во општеството и тоа мора да го направиме. Не знам кога зборуваме дека нема среден слој кај нас. Нема изгубена. Нема, нека кажат граѓаните дали има. Имаме 2% среден слој. Понашто значи статистика. Среден слој кој што значи да има достоинствен живот со својата плата во семејството и да обезбеди годишен одмор. Достоинствен годишен одмор за себе и за своите деца. Тоа е се помалку можно во нашата земја. Преку 92-3% е сиромашен слој. 2-3% е само богат слој и нема 2% е останува среден слој. Но вие овде се содрувате со една друга работа. Ќе ни идете на, сами рековте дека многу од членовите и раководители во Социјалдемократскиот сојуз се веќе меѓусебно сплотени, внатре се толку години и е идентификациона карта за нив. Ако тие заостанат во лидершипот овде, ќе имате ли отпор внатре? Значи, нека има отпор. Ние сме демократска партија. Веќе гледате, имаме различни ставови по различни прашања. Имавме втор конгрес за статутот, имавме дебела дебата. Во делот на погледите на крајот, кој е за мнозинството гласи, тоа го почитуваме. Нека има дебата. Ако има дебата, тогаш ќе знаеме дали сме вистински и најдобри во нашите идеи и размислувања. Јас од напред секој пат велам.
Како ќе знам дека тоа што е моја замисла е најисправно, ако не го понудиш на масата да го дебатираш со неа? На крајот, и ако не си подготвен да се повлечеш во одредени моменти, па да прифатиш друг предлог, кој што мислиш дека е подобар од својот. Тоа отрезнување, ако го нема во лидершипот на оваа наша земја, без разлика на кој ниво, дали е политика, бизнис сектор или било што, не може да го постигнеме самиот коректив. Во моментот еве имам целосно ново раководство и дел од постарото раководство ми се срди. Знам дека има доста години биле раководство на партијата, сега не се во врвот. Сакам да ги вклучам максимално, сакам да го ширам кругот со што повеќе луѓе и знам дека ми треба време. Дебатирам, разговарам. Еден состанок, нека се истресе се што треба. Тоа што лежи на душа. Уште еден, ајде уште еден. Трет состанок, пак нека се каже. Летниот период ми е податлив за оваа работа, додека ги градам другите стратегиски пристапи на СДСМ, но на крајот одлуки се носат, одлуките ги носи раководството на партијата. И верувам дека барем мнозинството ќе може да ги следат на крајот после дебата кога ќе ги донесеме тие одлуки, така да немам предрасуди. Како ќе ги избирате локалните лидери? До сега во Штип имаме точно како сте во Штип. Така е. Значи вечерва ги отвараме партиските нови простории. Штипјани го знаат проблемот со просториите стари. Конечно расчистивме, се враќаме во нови простории каде што сакаме да и да представиме еден нов почеток на СДСМ. Паралелно со тоа до 20 тече конкурсот за сите кои што сакат да се кандидират за претседател на СДСМ. Конкурсот е објавен во еден дневен весник, објавен на неколку портали и објавен на веб страната на СДСМ. При тоа објавена на партиската просторија со целосно сите детали внатре и се тоа вашиот противник го прави веќе 10 години. Нека го прави. Така се оди по пат на конкурс да изберете тоа што го имате најдобро. И конечно сакам да имам луѓе кои што сакаат да бидат претседатели. Оти многу често во СДСМ имавме претседатели како баги, слушай, јас не сакам толку, не сум загрен, ама многу членството ме сака. Не бе, браче, ако сакаш, ќе се нафатиш сам. Сакам да те видам дека сакаш. Втората работа. Очекувам да имам 5-10 кандидати од Штип за претседател на партијата. Ќе дојдам овде во Штип, заедно со генералниот секретар, со сите претседатели на местните одбори, со сите делегати на Конгрес, актуелниот извршен одбор, советничката група, жените, младите, координаторите на местните организации, сите. Ќе отворам дебата. Нека трае 5 сата, ако сака. На површина додека не го видам најдобриот, не пресекувам. По новиот статут јас одлучувам кој да биде како претседател. Затоа ви замеруваат осталите членови. Како ќе тераме работата. На крајот, 5 ми се на исто ниво. Се знае демократија, ај тајно гласање и да видиме кој е најдобриот. Така да, не само јас што чувствувам одговорност дали ќе го погодам човекот или не, што треба да ми биде претседател на општинска организација во Штип. Мора тоа првите луѓе во местните одбори, првите луѓе во СДСМ во Штип да го чувствуваат исто така како одговорност. Оти мора да работат со вистински човек, кој што ќе биде доволно широк за сите, за разбирање за сите, доволно демократ за да ги пропушта идеите, доволно мотивиран и, како да кажам, рационален, да им најде место секој да се чувствува корисен внатре, дека придонесува во нешто добро во кое што учествуваме како партија. Така да нека да ќе утнеме работата, но тежнееме кон тоа. На тој начин ќе ги бираме претседателите на општинските. На државно ниво најчесто кога се оди во предизборија и се употребуваат бомбастични зборови, се прават фронтови на противставување, па после кога се дојде на власт од фронтовите стане Социјалистички сојуз на работен народ, па имаме проблеми и како народ и како влада во функционирањето. Овој пат ќе ја црстите партијата или сојузот? Вака, доказ за мене сум тоа што досега го имам сработено. Мегданот Струмица беше своевиден експеримент за мене како политичар да покажам во оваа наша земја дека ако се сака, се може. И покажав дека може. Прво себе си покажав дека може, после покажав на сите дека може. Во тој дел, смислата на оваа моја функција претседател на СДСМ е СДСМ да победи, но за да покаже дека може во оваа наша земја. И ништо поинако. Доаѓам од приватниот сектор. Прв пат во нашата земја ќе има човек кој што доаѓа од бизнис секторот, кој што обезбедувал секој први плата на работниците, а 820 се во фирмите, а први доаѓа додека се свестиш. Во тој дел применував своји социјалдемократски методи, каде што работникот ако е мотивиран, ќе има профити за газдата. Во тој дел мораме
сите мерки кои што ќе ги понудиме. Не да бидат заради тоа бизнисменот да види дека има профит. Ќе му дадеме 1 евро земјиште, ќе го ослободиме од комунали, ќе му регресираме дел од придонеси, ќе му платиме дел од трафостаниците, дури било што. Океј е тоа. Но условот мора да биде по голема плата на работниците или отварање на нови работни места. Тоа е социјалдемократската нишка. Не само по себе како понуда, мора да генерира кон работничката класа генерално. Зошто? Двигателот на ова наше општество, јас верувам дека ќе не ја биде Македонија ако народот е финансиски поспокоен. Сега сме уништени целосно, народот е задужен до гуша. Стопанството е клекнато на колена. Државата уште некој главата да јески. Задужена до крај. Така да нема како да кажам, репарација на целата ова состојба ако не тргнеме од граѓаните. Граѓаните мора да ги успокоиме финансиски, ако сакаме државата да ја крепиме како што треба. За вака реструктурирање или континуирање на СДСМ со новините кои ги предложувате бара време. Така. И тоа вие ќе го правите според правилата што вие сте си ги зацртале, меѓутоа политичката цена има згуснато време. Утрово го слушнав Буер Османи, поранешниот министер за здравство, сега портпарол на ДУИ, кој вели нема потреба од предвремени избори, а и низ фуснотата од озглаво вели ниту една од политичките партии не е за избори. Различни толкувања на ова има, се начитавме на експерти. Сакам секој пат да бидам искрен и чесен во одговорите. Знаете, тешко е да коментираш работи кои што се разноликости помеѓу владеачката коалиција. Прво тие тоа мора да го решат таму внатре. Се ние како опозиција тоа кога го коментираме, секој пат сме тоа некој прави нешто задкулисно или крои планови. И тие се владеачка коалиција, тие имат подеднаква одговорност внатре пред овој наш народ. Дали се тоа ДУИ или ВМРО, ДПМН имат своја одговорност и мора да седнат да ги изградат своите собствени ставови. Ако ме прашате како социјалдемократ, дали треба да има избори или не? Не треба да има избори. Не само тоа дали СДСМ е подготвен или не. СДСМ ќе биде подготвен до 15 септември комплетно со се. Платформа, средени општински организации, среден е наш активизам, што значи во партијата, подготвен да трче избори. Но зарем треба за 12 месеци да имаме 3 изборни циклуси? Имавме април 2013, сега есен тако имаме, па април 2014. Бе тоа го плаќаме во оваа сиромаштија со народни пари. Трета работа, ако има нека ги има барем со председателските, барем ќе го рационализираме трошокот како земја. Ние не одлучуваме за таа работа. Тоа е одлука на власта. Тој термин на проблем. Одлука на власта. Ако ме прашате мене, јас сакам ова власт да истурка мандат до крај. Зошто? За да видат луѓето колку е грда, колку е неспособна и колку тоа дното има уште поголемо дно. Ама тоа е голем ризик и за вас и за... Апсолутно ми е јасно. Апсолутно ми е јасно. Апсолутно ми е јасно дека тоа и мене како потенцијален лидер на влада ме носи во состојба на многу потешка од она што би била можеби веднаш. Но не можете да правите избори секогаш на пола мандат. Не е во ред за државата, за општеството. Тоа не ги дава вистинските демократски корективи на вредности согласно кои што граѓаните носат одлука. И тоа јас би зборувал за тоа прашање до тука, оти не зависи од нас како опозиција. Но истовремено сакам да знаат граѓаните. Јас сум председател на Социјалдемократскиот сојуз. Кога и да се случат избори, СДСМ е подготвен. Зошто велам кога? Дури и есенва. Им треба 60 дена за распуштање на парламентот. Ние до тогаш сме целосно подготвени. Но не би бил председател на политичка партија која што претендира да ја води ова наша земја во име и во сметка и за сметка на нашите граѓани. Да бидам чисто гол политичар во делот на формулациите дали треба да има избори или не. Не треба да има избори од економски причини, од нерационални причини, не смеат да, од рационални причини, не смеат да се трошат непотребно народните пари и не само тоа. Која има избори, се застанува. Се застанува и бизнис секторот пати и плачи и нема движење во општеството, се е умртвено. Јас имав еден професор по марксизам и логика и велеше, кажувајќи ни логиката на работите и законитостите, вели има работи по себе и за себе.
Изборите треба да бидат за себе, а не сами по себе. И некој са по себе избори, целта ќе биде само да се избира, а не е целта да се избира. Таква е нашата состојба. Господин Заев, имав една куп на прашање, зашто вие сте одговорен магистрат и граѓаните ќе одлучат колкава ќе биде вашата одговорност. Овде беа прашањата од вашето мислење за абортусот па до некои други крупни теми, ама тие ќе ги оставиме затоа што и вашата улога во момент е консолидирање и промоција на некои други вредности. Јас ви посакувам успех заради вас, заради вашата политичка опција и заради македонскиот политички субјект. Тоа им го посакувам и на сите на политичката сцена. Количината на одговорност никош не е доволна. Благодарам што се согласувам, благодарам на поканата. Само ќе кажам за на крај. Силна и здрава опозиција, надежна, е квалитет за нашата Македонија, без разлика која е во улогата на опозицијата. Зошто таа е главниот коректив на власта. Така да и секоја шанса е вечерва која што ја дадовте на нас како опозиција е драгоцена вредност и ваш допринос како медиум во демократизацијата на ова општество и секако вие сте тие кои што треба да остварате фер амбиентот, а ние политичарите да ги испорачиме нашите понуди пред граѓаните. Ви благодарам на поканата и добра ноќ до сите гледачи. Поштувани гледачи, ова беше мојот разговор со господинот Заев и на крајот рече вие треба да направите амбиент, ама јас тоа го мислам дека тоа е наша одговорност. Количината на граѓанските права од едната и од другата страна треба да се еднакви. Колку права, толку одговорност. Ако ни дозволувате да влегуваме во вашите домови преку камерите и преку телевизијата, преку телевизорите, ние сме одговорни да ви ги представиме сите чинители на нашиот социјален, општествен, политички и како сакате заеднички живот. Ова беше Агора, како што реков, сите конкретни прашања до секој одговорен чинител на нашава политичка сцена, аз ќе ги поставам директно во ваше име, затоа што тоа е вашето граѓанско право. Довидување. Најголем избор на телевизиски канали, Спорт Клуб, Спорт Клуб Плюс и Спорт Клуб Прайм, без доплата, најбрз и неограничен